ослободување од алкохол и тутун. Може некој од нас го нема тој проблем, но кога размислуваме за оваа тема, за да имаме поквалитетен живот и да ги откриваме тие тајни, еден од чекорите за да имаме добар живот е токму како да се ослободиме од овие пороци кои денеска се повеќе и повеќе се присутни помеѓу луѓето. На почетокот еден пример за едно момче, за еден господин по име Сем. Сем бил добар човек, фамилиарен човек. Имал 2 дечиња, имал жена, неколку професии променил поради тоа што употребувал алкохол. Не можел да се задржи во некоја фирма подолго од неколку месеци. Ова е последната капка, рекла во себе жената на Сем. Не можеме повеќе ова да го трпиме. Сем бил фамилиарен човек, како што спомнав, но бил алкохоличар и поради употреба на алкохолот често пати го губил работното место. Инаку бил пријатен, љубезен човек, добар татко, внимателен сопруг, но употребувал алкохол. Бил добро прифатен во општеството и бил повикуван на сите спортски активности во градот, каде што има некои манифестации, сите го повикувале: Сем, дојди кај нас да поминеме убаво време или убави мигови. Бидејќи неговата зависност од алкохол го чинела работа, не само што ја изгубил финансиската сигурност, немал доволно пари да го одржува семејството, едноставно изгубил и многу други пријатели поради алкохолот. Но одил пак на тие спортски активности, пиел, се дружил со таа категорија на луѓе кои со така употребувале алкохол. Немал само проблем со алкохолот, Сем имал проблем и со пушењето. Му откриле рак на грлото и тоа го предомислило да малце абстинира. Неколку седмици не пушел, неколку седмици не пиел алкохола. Но диагнозата била озбилна по неговиот живот. Често пати имал незгодни моменти во животот, односно неговото здравје било загрозено. Самовата желба била едноставно да се откаже од алкохолот, да се откаже од тутунот и така натаму. Меѓутоа, не можел тоа сам да го направи. Му била потребна помош. Кога ќе заработил неколку денари, кога ќе дошол до пари, повторно посегнувал за шише алкохол. Но, кога некој од неговите пријатели му рекле: Сем, има стационар каде можеш да отидеш и да побараш помош. А тој секогаш одговорил: можам да се контролирам, може да го контролирам тутунот и алкохолот, тие не господарат со мене. Но всушност таа е тажната работа, почитувани, на многу луѓе кои имаат проблем со алкохолот. Тие мислат дека може да контролираат, дека може да се контролираат само половина чашка или 1 чашка алкохол денеска е доволно. Меѓутоа, на жалост, таквите лица не можат да се контролираат. Неговата љубов кон алкохолот влијаела на многу работи, посебно на неговото семејство. Децата го гледале, гледате овде во позадина, жената негова и детето го гледаат нивниот татко, нивниот сопруг како употребува алкохол. Едноставно имал 2 деца и тие негови деца биле во предиспозиција да станат алкохоличари подосна. Токму како што вели и мудриот Соломон во своите раскази, вели: кому ах, кому леле, кому препирки, кому воздишки, кому рани за ништо, кому заматени очи, на оне што седат доцна покрај виното, што дошле да го испитуваат за чинетото вино. Не гледај на виното кога се црвенее, кога се прелева светливо во чашата. Се пое така глатко, а на крај каснува како змија и жилосува како змија лутица. Наистина, Соломон тоа го искусил. Со други зборови, алкохолот е, може да кажеме, смртоносна субстанција. Во чашата или во шишето алкохолот мирува, но кога ќе го ставиме во организмот,
to počnува да делува. И на жалост последиците се многу лоши. Ние во ово предавање малце подоцна ќе ги видиме последиците какви се страшни по општеството, по луѓето од употреба на алкохолот. На жалост, владите во многу држави дават субвенции да луѓето одлидуваат лозја, гроздје, и тоа знаеме, мал дел, мал процент се употребува за безалкохолно вино, сето друго оди во алкохол, во ракија. И потоа, повторно таа држава дава пари на лекување на луѓе кои ќе заболат од разни болести под влијание на алкохолот, а подоцна ќе кажеме и за тутунот. Некои луѓе веруваат дека умерената употреба на алкохол е добра за здравјето. Дали се слушнале такво нешто? Или по една мала чашка наутро, ради срцето, ради гимнастика, не гимнастика, него циркулација на крвта. Малце вели, не е ништо лошо. Тоа е лажно. Тој е така мамец, опасен, заткриен. Многу луѓе почнале да станале алкохоличари од малку, никој не испил едно шише веднаш. Значи, почнале од малку, чекор по чекор и отишле во неповрат. Не постои сигурно ниво на користење на алкохол, кој нема да доведе едноставно до зголемување на бројот на заболен од рак кај жените и рак на дебелото црево кај мажите. Во Кавадарецко, ова е многу застапена. И луѓето се чудат дали од фени, дали од некоја друга фабрика што испушта отровни гасови. А овде лежи одговорот. Бидејќи овие крајеви овде употребуваат доста алкохол и на жалост им жените, а посебно мажите, заболуваат од рак на дебелото црево. Причината е токму употребата на големи количества на алкохол. Може би алкохолот е дел и од нашиот живот, но може да живееме без него. Ако решиме да се ослободиме, а ние подоцна на крајот од ова размислување ќе видиме и решение како може да се ослободиме од употребата и користењето на алкохолот. Ако користиме алкохол, тогаш стануваме зависни. Колку несреќи се случуваат поради алкохолот. Луѓе кои употребувале алкохол. Казните се ригорозни во Македонија ако те фати полиција под дејство на алкохол. Се зема возачка, губиш право на возење и голема глоба се плаќа. Но, на жалост, се случуваат несреќи, животите на загинатите не се враќат. А причината била од луѓе кои употребувале алкохол. Често пати, тој што пиел, направил сообраќајка, останал во живот, а недожни луѓе страдале. Насилство во семејството. Колку пати се жалат семејствата од мажите. И жена може да пие секако, па може и таа да прави проблеми во семејството. А тоа е причината од употреба на алкохол. Здравствени проблеми. Затоа подоцна уште малце повеќе ќе кажеме од употребата на алкохол. Општествени проблеми. Значи, луѓето стануваат неспособни за работа и општеството трпи, земат болувања и на тој начин трпат и самото општество. Околу 2,5 милиони луѓе според Светската здравствена организација од 2011 година овој податок, значи веќе доста стар, но сепак нека не биде појдовна точка колку е алкохолот страшен и опасен. 2,5 милиони луѓе секој година умираат од причини поврзани со алкохолот. А може тоа да се избегне. Тоа не е некоја болест од воздухот кој доаѓа или од природата, па не може да ја бираме водата или воздухот и така натаму. Овде можеме, ние сме господари, што ќе внесеме во нашиот организам. Скоро 4% од сите смртни случаи во светот се поврзани со алкохолот, во вид на повреди, рак, кардиоваскуларни болести и цироза на црниот дроб. Гледате какви се тие податоци. 55% од возрастните употребуваат алкохол. Значи, повеќе од половина од светската популација, луѓето употребуваат алкохол според Светската здравствена организација. 6,2% од смртните случаеви помеѓу машките го вклучува и алкохолот. Во 2005 година широм светот употребено е 6,13 литри алкохол по глава на жител. На возраст преку 15 години. Тука сме ние ставени, иако не користиме алкохол. Но се зема просек. Ако има 7 милиарди луѓе, тогаш сигурно имало малце помалку, но како е да е, колку литри на вино е испиено или алкохол,
се дели со бројот на жителите, ја добиваме ова бројка. 6,13 литри алкохол по глава на жител, на луѓе на возраст преку 15 години. Постојат разни установи кои го испитуваат употребата на алкохолот. Например, не само во Медитеранот, Западниот Пацифик, приметено е растот на употреба на алкохол и во Африка, во Југоисточна Азија, и смртноста е таму се повеќе се зголемува. Ова дефиниција being drink едноставно е употребена во Америка, значи варира. Здравствените званичници во Америка по тоа подразбират употреба на повеќе од 5 редовни пијалоци за машки и женски, за машки и 4 за жени. Значи ова испитување кај што луѓето, мажите пијат 5 редовни пијалоци, а жените 4 дневно. И направена е студија. Во Европската Унија алкохолот е причина за околу 120.000 на предвремена смрт годишно. 1 од 7 помеѓу мажите и 1 од 13 помеѓу жените ќе заболи и ќе умре. Тоа се некои статистики кои сакат да ни укажат колку е штетен, почитувани, алкохолот кој денеска луѓето го користат. Околу 100 лица кои пијат алкохол, 13 во текот на животот ќе станат зависници од алкохол. Значи не е зависник ако човек испие една чаша, но една по една се зголемува и човекот, од 100 души, од 100 лица, 13 ќе станат зависници кои не ќе можат без алкохол. Наутро ќе отидат во дуќан и ќе се пречистат, ќе купат алкохол. Зашто тие веќе станале зависници, како што има луѓе зависници од дрога и од други наркотични средства, на жалост многу луѓе, а животот им се нагло скратува. Ако некој блиски од семејството или роднина, татко, мајка, тетка, баба или дедо, бил зависник од алкохол, веројатно ќе се удвостручи. Тука се, значи, децата, они кои гледаат. Децата се они кои тоа го гледаат и на жалост посегнуваат и тие тоа да го пробат. Сум видел дедовци кои на своите внучиња им вели: ајде внуче, напи се малце пивце, да бидеш маж. Значи, почнува од пиво, од тие лесни алкохоли кои се нудат, и така детето после почнува само да го употребува, кој ќе биде без дедо или баба. Ако користењето на алкохолот почна да се користи пред 14-та година од животот, слушате и гледате сега ова податок, веројатноста е дека таа личност ќе стане зависник растуще 40%. Многу опасно кога децата живеат и растат во една таква атмосфера, кај што се ударат чашите, кај што се пие, а децата таму околу како да се занемарени, но тие се тоа го гледат и на жалост подоцна кога ќе пораснат после 14-та година. Тоа е време на адолесценција. Децата 8-9 оделение се во тоа, или веќе некои може и во средна школа. Позади зградата ќе си купат некои шишења, си пијат или пушат, или поради школот, позади школот. Тоа се, значи, моменти кога децата ги имитираат по старите, што тие работат и тие го имитираат. На децата уште од мали нозе треба да им се зборува за опасноста на алкохолот, бидејќи алкохолот влие на мозокот, на можната кора. Ги уништува нашите клетки кои не се обновуваат. Има клетки кои се обновуваат, како што е на кожата и така натаму. Но можданите келии, тие не се обновуваат. И со секојдневна употреба на алкохол ние ги умртвуваме. И зато пиен човек нема рефлекси. Неговите рефлекси се забавени. И тој не може да вози или да работи некоја одговорна работа на лента, некоја машини и така натаму. Кога станува збор за зависноста, верата игра важна улога. Која вера? Верата, она вера во Бога. Ако ние веруваме во Бога, ќе сватиме дека нашето тело не е куќа за забава, туку дека е дизајнирано Бог да престојува во него. И затоа апостол Павле, односно Петар, кажува, а и Павле: зарем не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој е во вас, кој го имате од Бога, па не се припаѓате само на себе си, зашто сме купени скапо, вели Павле. Со што сме купени ние, почитувани?
Исус Христос умрел за нашето тело, за нашиот живот. Да, ова тело еден ќе се распадне, ако Исус не дојде во меѓувреме. Но дека сме живи, ние треба да го прославиме, вели овде. И така прославете го Бога во своето тело и во својот дух, кои се Божи. Значи, ако телото ни е болно, духот ќе ни биде болен. Душата ќе ни биде болна. Нема се чувствуваме пријатно. Кога човек е пијан, кога глава го боли, тој нема време за себе, за семејство, камоли за Бога. И затоа Павле вели, нашето тело е храм на Светиот Дух. Нашето тело не е корпа за отпадоци па да ставаме се и сешто. Мора да внимаваме. Кога станува збор за зависноста, навистина, верата, како што спомнавме, игра важна улога. Кога ќе одлучиме да ги предадеме своите слабости и колебливата волја на Бога, тој ќе не осили да ги надминеме погубните животни навики. Значи, верата, почитувани, игра голема улога во нашиот живот, бидејќи Јован ќе каже, зашто се што е родено од Бога го победува светот. И ова е победата која го победи нашата вера. Нашата вера е многу силна, ако ја насочиме кон Бога. Бог повратно ќе ни даде сила да се откажеме од алкохолот. Ќе си помогнеме на себе си, на семејството, на општеството, на роднините и пријателите. Нема да се задолжуваме пари. Има луѓе кои немаат пари, а за алкохолот мора да имат. Ќе се задолжи, после ќе врати од пензии, така во еден зачарен волшебен круг се врти таа личност и нема пари за себе понатаму. Медицинските стручњаци во Европската унија проценуваат дека земањето на алкохол непосредно предизвикава 10% заболување на рак кај мажите и 3% кај жените. Гледате каква е таа страшна бројка. Според ова статистика, 10% од ракот кој се појавува кај нас, како живи суштества, како луѓе, причината е од употреба на алкохол и 3% кај жените. Избегнувањето на алкохолот може да спречи околу 30% од вкупните заболувања од рак во Европската унија, еве според ова статистика. Понатаму, постојат цврсти докази ширум светот дека алкохолот го активира ракот на дојките. Тоа е, знаете, оно кога ќе пукне човек, кога ќе го притисне, едноставно го активира ракот на дојките кај жените и рак на дебелото црево кај мажите и жените. Зошто тоа да го добиеме кога може да живееме без тоа? Да си каснеме грозе, фришко, убаво, сладко, или да направиме гроздов сок кој ќе го храни нашето тело, а луѓето дозволуваат да се претвори во алкохол, да преврие и тогаш со тоа привривање луѓето си нанесуваат и многу проблеми со своето здравје. Гледате, причина за појава на овие тешки болести. Многу е опасно да се препорачува употреба на алкохолот за подобрување на здравјето. Ако некој доктор ви препорача или некоја личност, напијте се наутро помалку ради срцето, ради ова, крвните садови и така натаму, тој не ви е пријател, не ви мисли за долго. Тој може со краток дах ви препорачува нешто, меѓутоа убаво е да се ослободиме од таквите работи. И сега, употреба на алкохолот се крие позади разни несреќи, да ги споменеме. Собраќање несреќи ја спомнавме. Насилство во семејството, убиства, колку луѓе посегнале за оружје кога биле пијани. Никогаш во животот тие не би го направиле тоа кога се трезвени, но кога дошле под дејство на алкохол, тие не може да се контролираат и ќе направат таков гест, што ќе се каја цел живот, но враќање назад нема. Понатаму, силување, многу се случуваат работи, други криминални работи, само затоа што тие млади или тие луѓе или тие личности користеле алкохол. Понатаму може да кажеме кога мајката пие алкохол за време на бременоста, прави два проблеми за себе си и за детето. Значи, конзумирањето на алкохолот за време на бременоста е многу опасно, бидејќи алкохолот поминува преку плацентата и го оштетува мозокот на нероденото дете. И утре ние се чудиме, тоа детенце тек се родило со болки во глава, посебни проблеми во некои органи, а тек заживеало. Меѓутоа, зависи од мајката со што се хранела.
И затоа правите лекари препорачуваат кога мајката е бремена, носеча, да јади здрава храна, билна храна, она што го храни организмот, за да може и детето индиректно се храни од она што таа го користи. И тогаш ќе имаме здрави мајки, здрави деца, здрава генерација, а не уште детето тек проодело или уште не проодело, веќе го носат по разни лекари. Во последните 30 години во одредени кругови владе мислење дека алкохолот е здрав за срце, дека штити од коронарни артериски болести. Според најновите испитувања, тоа не е точно. Ова е спротивно на она истражување koje се случува во последно време. Стручњаците истакнуваат дека постои голем ризик ако ние се навикнеме ради доброто срце или здравието на нашето срце да употребуваме алкохол, дека многу други болести ќе се активираат во нашето тело. Сепак, се поголем број на стручњаци наместо алкохол припишуваат здрави навики, како што се физичка активност и исхрана. Овде е лекот, овде е решението, ако сакаме да го подобриме нашето здравје. Значи, што повеќе физичка активност, а не употреба, како овде знак што стои, видите, овде е забранет знак за употреба на алкохол, кој наводно може да ни помогне во анимирање на здравјето на нашето срце или на некои други наши органи. Исто така, освен алкохолот, може да споменеме почитување дека тутунот е непријател исто на нашето здравје. 15.000 луѓе секојдневно умираат од болест поврзана со тутун. Страшни се тие бројки. Смртоносен е тутунот. А така е достапен. Има закон кај нас во Македонија на деца испод 18 години не им се продава ни цигари, ни алкохол. Но кој го почитува тој закон? Порано, пред некој година до 9 часот, кога? До 7.30, 8 се продава, после се затвара продавниците кои продават, кои нудат алкохол и цигари. Сега може било кој да купи, што е многу страшно. Иако цените одат нагоре, но оние кои се зависници, тие го користат. Тутунот е смртоносен и достапен отров присутен на пазарот во разни облици. Значи, го има во како цигара и оние сега што се рекламираат електрични цигари, што ги велат дека тие се нештетни. Тоа е чиста лага. Значи, зошто ги користат тогаш ако нема никотин во самите тие цигари? Ние сега малце поделу ќе видиме колку смртоносни отрови содржи една цигара. Тутунот убива скоро половина од своите потрошувачи. Значи, ако почнале 100.000 да пушат, половина од нив ќе умрат од последици на пушење. Тутунот е причина за смрт на скоро 6 милиони луѓе. Гледате, ова бројка страшна е. Секоја година 6 милиони луѓе ќе заминат затоа што употребувале цигара. Од тоа 600.000 непушачи се изложени на пасивно пушење. Ние кои не пушиме, исто така може да заболеме од такви болести затоа што сме работеле во просторија кај што се пушело. Значи, детето растело во едно такво семејство, тие се пасивни пушачи. Значи, не користиме директно, но индиректно вдишуваме загаден воздух од тутун. Скоро 80% од пушачите, кои ги има околу 1 милиарда во светот, живеат во земји со ниски или средни примања. Ако ете на запад, и таму се пуши. Но има такви строги закони, што во некои градови не смеш да пушиш на улица веќе. Има посебни пушални, таму 2-3 квадрати е оградено и таму да се пуши. Значи, не можеш да дојдеш до кутија цигари така лесно. Се прават такви закони да им се ограничи на децата да нема дофат до кутија на цигари. 1 милиарда луѓе, тоа е армија, голема армија, таа бројка веќе е погоре. Сега има преку 7,5 милиарди жители на оваа земја. Но, замислите, претежно се пуши во земјите со ниски или средни примања. Еве, нова карта може да се овде види, употреба на и производство на тутун продолжува да расте на глобално ниво. Значи, гледате, според ова бројка, ова црвеното, колку се зафаќа, он е крај од бившиот Советски сојуз и така натаму.
Во просек секој 6 секунди умира една особа од последици на употреба на тутун. Додека ние вечерва за овие 45 минути или колку ќе останеме. Ако ги поделиме тие 45 минути на секунди и може да пресметате колку луѓе ќе умрат од последиците на употреба на тутун. Смртоносен е тутунот, почитувани. Без него можеме. Зошто тие пари да ги трошиме на нешто, како што вели Библијата, што не е храна? Секој 6 секунди умире по една личност. Скоро половина од моменталните пушачи ќе умрат од болест поврзана со тутун. Ако има 1 милиарда, рековме, потрошувачи на цигари, на тутун, половина од нив, на жалост, во наредниот период, ќе го изгубат животот само затоа што употребуваат тутун, а не морат. Тутунот, може да кажеме, постепен подмук убиец. Значи, од моментот кога ќе почне да се користи, па до крајот, здравјето на човекот е нарушено. Тутунот е еден од најголемите закани по јавното здравје со кое се соочува светот. Зошто да бидеме жртва? Зошто да бидеме жртва на ова, ако може да го избегнеме? Никој не присилува, не е тоа воздух, па не може да го бираме. Меѓутоа, тутунот ние го бираме, ние го купуваме, ние го користиме. Погледнете ова статистика. Тутунскиот чад содржи повеќе од 2000 хемиски субстанции. Се знае дека најмалку 250 од нив се штетни, а најмногу 50 од нив предизвикуваат рак. Ајде сега, мисля да донесеме на кутија цигари, па да ја покажеме сликите какви се на тие. Сте виделе сликите како? Сега оние потрошувачите се бунат или многу се страшни, па само да пишува со зборови. Знаете, грклен како човек добил рак, јазикот натечен или други видливи слики се лепат и не вреди. Не вреди. Луѓето си стават марамчиња, палома марамчиња да не се гледат таквите слики и понатаму пушат. 2000 хемиски отрови во тутунскиот чад. 250 се штетни, има пепел, има други работи, нели, кога цигарата се горува, но 50% од нив се опасни по живот. И луѓето и понатаму го користат тутунот, односно цигарата. И ако заболеме од некои тешки болести, после го обвинуваме, дури Бога луѓето го обвинуваат, зошто Боже тоа ми се случи. Пасивното пушење представува изложеност на луѓето со тутунски чад во рестораните, канцелариите, домовите или во било кои затворени простори. Кај нас има закон во Македонија да не се пуши во затворена просторија, но се крши тој закон. Сам сум го видел, кај што луѓе таму во ќошот седнеле во ресторант пушаат. Иако законите постојат, законот постои, меѓутоа пасивното пушење, гледате, ова особа пуши, а тој е тука поред неа и тој ги вдишува тие отрови и може да биде проблем. Рековме дека денеска се пуши насекаде. Како цигара, како луле, како водено луле. Интересно. Или како овие електронските цигари. Докажано е дека тутунот е предизвикувач на кардиоваскуларни болести. Погледнете ова, што се случува овде. Што се тоа? Белиот дроб, валјда. Кај што најмногу, погледнете ова како е црно. Од катранот, од чадот кој човекот пуши. Рак на белите дробови, да. И короранни болести. Значи, човек во просек ако пуши по 2 кути, тоа се, во една кутија има 20, ми се чине, 40 цигари, замислите, како ќе биде неговите бели дробови и другите крвни садови. Децата во допир со чадот од други раце подложни се на инфекции на горните и долните респираторни органи. Затоа, почитувани, ајде да решиме, ако имаме тој проблем, јас, ти, ние, да едноставно се ослободиме. Знам, тешко е, сум имал контакт со луѓе кои барале помош. Некои потребуваат таблетки да им се згади мирисот на тутунот. Некои потребуваат вода да се пијат, некои трето нешто или четврто. Меѓутоа,
ako nije se predademe во Бога, вера во Бога, и ако се молиме, Бог може преку ног да ни го згади тутунот, цигарата и да се ослободиме. И не само што ќе добиеме чисто лице, добро здравје и добар здив, парите ќе не останат во джеп, така, меѓутоа ќе се чувствуваме многу попријатно, многу повесело и поздраво. Тутунот е врата за дрогата, на жалост. И тоа се случува. Значи, многу луѓе кои користеле тутун, едноставно станале потенцијални корисници на дрога. Исто така, опасна работа по нашиот живот. Создадени сме, почитувани ние, за нешто подобро. Не сме создадени да боледуваме и на крајот да умреме. Но, знаеме, последицата на гревот довело и до смрт, но додека Бог ни го дал ова тело и овој живот, да го проживееме на прослава, како што читавме кај апостол Павле, на прослава, зашто нашето тело е храм на Светиот Дух, да Бог живе во нас, да деновите кои ни се дадени на живот, да ги проживееме трезвено, весело и радосно и на прослава на Господа. Никогаш не е доцна да донесеме добри одлуки во врска со употребата на тутунот. Никогаш не е доцна. То зависи од нас. Ние сме создадени за нешто подобро, а не да оболеме од некоја болест како последица на некоја погрешна одлука. Знаете, многу болести се затоа што сме донели погрешна одлука во минатото. Наместо да изабереме она вистинската страна и да се определиме на вистинскиот оној кој ќе ни помогне, а тој е нашиот Бог. Еве што кажал Ричард Никсон, поранешен председател на Соединетите американски држави. Најголем американски непријател е злоупотребата на дрогата. Да би се бориле против тој непријател и да го поразиме, неопходно е да превземеме нов целосен напад. Знаеме, политичарите имат непријатели во она држава, меѓутоа овој бил искрен. Кој е најголемиот непријател на Америка? Употребата на дрога. Знаеме, во Америка легализирана, во многу држави, па и во Европа почна да се легализира употребата на она лесна дрога. Меѓутоа, податоците се страшни кога зборуваме и читаме за употребата на дрога. Бидејќи дрогата е незаконита, рековме и Америка во некои држави е дозволен, во некои не постојат некои прецизни статистички податоци за употребата на забранетата дрога. Стручњаците проценуваат дека дрогата се продава во вредност од 300 милиарди, 400 милиарди, па дури и до 1000 милиарди долари годишно се заработува од препродажба на дрога. Замислете, 300 милиарди, 400 милиарди, бидејќи нема точни податоци, се калкулира дури до 1000 милиарди годишно се заработува од употреба на дрога. Во 2010 година Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал пресметеле дека помеѓу 153 и 300 милиони луѓе на возраст од 15 до 64 години земале дрога во текот на 2009 година. Гледате каква е таа армија. Тој е проценка, нема точни податоци, никој не признава дека зима дрога. Се додека не биде фатен од полицијата, од одговорните. Меѓутоа, проценката е дека навистина тоа се шири како пожар, се повеќе и повеќе. Се проценува дека само 20% од зависниците на дрога дозволува да се лечат. Има такви стационари. Има и овде во Кавалеричко, на Кожов. Значи, млади одат таму и се лечат и некои успеваат. Бројот на смртни случаеви, како последица на употреба на дрога, се движи помеѓу 99.000 и 250.000. Навистина, страшни се овие податоци. Како влие дрогата на нашето здравје? Број 1, слаб имун систем. Лесно заболуваат тие кои се подложи на дрога. Ја зголемува појавата на инфекции, бидејќи се фиксаат, се боцкаат и може да предизвикува инфекции. Предизвикува мачнина, повраќање и болки. Предизвикува кардиоваскуларни проблеми, неправилна работа на срцето и на крајот може да добие човекот и срцев удар. Инфекции на крвните садови и срцевите залистоци, бидејќи се фиксаат еден од друг, употребуваат тие шприцеви и може да донесе големи инфекции и проблем по здравјето. Ја оштетува јетрата, предизвикува мозочен удар,
го менува составот на мозокот. Таквите луѓе халуцинираат, тие не може да се контролираат, додека е под дејство на дрога, тој е во некоја сфера надприродна, расположен, подготвен се да направи, додека го држи и потоа паѓа на нула. Тогаш е неспособен за ништо. Создава зависност. Трајно го штетува мозокот. Лошо влие на памтењето, вниманието и донесувањето одлука. Создава параноја, агресивност, халуцинација, депресија и зависност. А можеме, почитувани, без тоа да живееме, само ако и кажеме не. Ако некој ти понуди дрога, па макар и она најслабата, почетна, отфрли ја, зашто тоа е трик, тоа е мамец кој ќе не навлече и тешко потоа може да се ослободиме. Например, оние жени кои се бремени и користат дрога, вели, можат и детето да го донесат во опасност. Постојат центри, спомнавме, во светот. И во Македонија има неколку такви центри. Лечењето е долгорочно, но може да биде успешно. Но освен ова, што може да се понуди како лечење, верата во Бога, рековме, со Божја помош победата е можна. Со Божја помош може да издействуваме голема победа, секако, ако тоа ние го посакаме. Бог ни стои на располагање, 24 часа. Павле рекол во Филипјаните 4.13, се можам во Исуса Христа, кој ми дава сила. Силата наша е во Бога, браки и сестри. Исус ни стои на располагање. Дали ќе го користиме, дали ќе искористиме таа сила или не, зависи од нас. Павле вели, никакво искушение не ве постига освен човекот. Ако Бог е верен и не ќе дозволи да бидете искушувани над вашите сили, туку заедно со искушението ќе ви даде излез, за да можете да го издржите. Ако цигарата за тебе и за мене е предизвик и искушение, овде Павле вели, Бог ќе ни даде сила, ќе ни даде излез. Библијата тоа ни го нуди. И затоа моја желба и молитва е да навистина Господ ни помогне. Да предадеме се во Божји раце. И ако го имам проблемот со алкохолот, ако имам проблем со тутун, со цигара, ако имам проблем со дрога, има решение, има излез, има лек, еве го излезот. Бог вели ќе ни даде излез, за да можете да издржите. На друго место апостол Павле вели, ако јадете, ако пиете, ако било што друго правите го на слава Божја. Не може човек кој е пијан, кој е заматен во умот. Знаете, пушачите имат заматен поглед. Тие не се добри возачи, зашто видот им е осладнат. А да не зборуваме за оние кои употребуваат дрога, колку е опасно. Зошто да си го нарушиме здравието пред време? Зошто да остареме пред време? А може да бидеме витки, да бидеме чисти, да бидеме здрави, да бидеме навистина оние кои ќе го слават Господа во ново тело, во нов дух. Кога велам ново тело, еден ден секако ово тело ќе се распадне, но дека ни е ова тело дадено, да навистина сватиме дека ние не сме сами во својата борба. Тука е поред нас Исус Христос, кој е подготвен да ни помогне и да не охрабри да издржиме. Помошта никогаш не е далеко. Таа е тука. Знаете колку е далека помошта? Само колку трае една молитва. Кратка со 2 реченици. Господе, помагај. Како што апостол Петр, кога пропагил во водата, кажал кратка молитва, но била ефикасна. Исус му е пружил раката и му помогнал. Исусовата рака и денеска е испружена за тебе и за мене, да ни помогне да излеземе од калта на алкохолот, да излеземе од калта на цигарата и на дрогата и да не стави на чврста патека, на чврста основа, кај што ќе бидеме радосни и срекни. Нека Господ ни помогне да навистина се ослободиме од секоја зависност и да сватиме дека кај Бога имаме секогаш отворена врата, да дојдеме, да побараме помош, да не ослободи од се она што не мачи и тишти во нашиот живот. Нека му е слава на големиот Бог. Амин.